студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Премиерот Христијан Мицковски денеска ќе учествува на наставот Еразмус Плюс од учење до нови животни можности во организација на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, кој што ќе се одржи на Економскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Целта на настанот на кој ќе се објават програмските приоритети за 2026 година е да се истакне значењето на програмата Еразмус Плюс како клучен фактор за личниот, академскиот и професионалниот развој на младите преку промоција на можностите што ги нудат европските образовни програми и државната поддршка за македонските студенти. Премиерот Мицковски, како што е најавено, ќе даде посебен осврт на институционалната и државната поддршка за младите и образованието. Финансиската полиција отвори случај за првиот човек на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски и овој случај е поврзан со Љупчо Пецов Ѓаволот и неговата фирма 3T Roll. Финансиската полиција бара одговорност за регулаторите кои навреме не му ја одзеле лиценцата за работа. Бислимовски негира незаконско постапување, вели дека процедурата била иста за сите компании и порачува дека нема да дозволи да му биде извалкано името. Председателот на регулаторна Марко Бислимовски доби кривична пријава од финансиската полиција. Го сомнича дека злоупотребил функцијата и спречил навремено да ја биде одземена лиценцата на компанијата за трговија со нафта на Љупчо Пецов Ѓаволот, иако фирмата не ги исполнувала условите за работа. Наместо да остане без дозвола, 3T Roll Petrol продолжил да работи уште повеќе од една година, да склучува договори да остварува приходи, а според пријавата на тој начин била стекната незаконска добивка од нешто над 200.000 евра. Спротивно на Законот за енергетика и правилникот за лиценци, иако бил должен да отпочне постапка за одземање на лиценца на правното лице 3T Roll Petrol до Скопје, поради неисполнување на законски пропишаните услови, донел незаконско решение за прекин на постапката и наместо лиценцата да биде одземена на 15 јануари 2024 година, истата е одземена дури на 14 април 2025, со што ја овозможил на компанијата противзаконски да продолжи со вршење на енергетска дејност 15 месеци по истекот на законските услови и да учествува и да склучува договори по однос на јавни набавки, стои во кривичната пријава. Председателот на регулаторна ќе докажува пред институциите дека се било според Законот за енергетика и правилникот за издавање дозволи. Вели не е само оваа компанија. Во истиот временски период биле водени и постапки за дозволи и за други фирми истовремено. Дали се работи за политички притисоци, вели времето ќе покаже. Овие постапки се потврдувани од сериозен тим во регулаторната комисија за енергетика. Никогаш, ама буквално никогаш, немало повластена компанија или пак компанија за која што се водени постапки спротивни на Законот за енергетика и правилникот за лиценци. Фирмата на Пецов низ годините има повеќе кривични пријави. Уште во 2022-та регулаторна започнала постапка да ја одземе лиценцата, бидејќи не поседувале резерви на нафта, но потоа следеше кривична пријава дека фалсификувале документи за наводна набавка на резервоари за нафта за да им биде продолжена лиценцата. Кривична пријава финансова им поднесе и за фалсификување на документација за да добиваат тендери, но и за затајување данок. Кривична фирмата имаше и за испорака на нафта во училишта и градинки, помалку од тоа што било предвидено, со што го оштетувале буџетот на државата. Љупчо Пецов Ѓаволот е во домашен притвор за предметот Синчир, откако од бегство се предаде на полицијата. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Граѓаните и институциите ги прават последните подготовки пред стартот на безбеден град. Над 100 возачи дневно доаѓаат на шалтерот на МВР за проверка и ажурирање на податоците. Секој возач е должен да остави точни податоци и доколку има измени да ги поднесе новите. Потребни се валидна имейл адреса и телефонски број од возачот. Од недела 1 февруари, доколку сторите прекршок во сообраќај, а за истото не ви пристигне известување, тоа нема да ве спаси од казната. Веројатно не сте ги ажурирале податоците во МВР. Возачите кои не го сториле тоа, може да го направат овде на шалтерот на МВР Безбеден град во зградата на МРТВ, по електронски пат или во станиците за технички преглед.
За возачите е важно да пристигне прекршочниот налог навреме, бидејќи ако казната се плати во рок од 8 дена, ќе ги чини половина од износот. По истекот на рокот, системот ќе биде немилосреден, ќе се плаќа целосната сума или присилно. Граѓаните велат го испробале системот со помал прекршок и функционира. Оние чија работа е постојано да се задволанот, се особено загрижени од казните. Има позитивен ефект и не ме загрижува пошто внимателно си возам. Зашто ви стигна загрижување? На што го испробавте? Го испробав за брзина. Дозволено беше 50, јас поминав со 53. Ти биде повуци потегни. Зашто? Па така, ти има несакани, како да кажам, несакани пенали, плаќање казни. Последните денови беа искористени за финално пеглање на софтверот. Се тестираше сео, точната брзина на движење, па се до валидноста на секоја регистарска табличка во реално време. Ке се казнува за брзо возење, истечена регистрација, минување на црвено, како и непрописно запирање и паркирање. Цената на казните се движи од 15 па се до 500 евра. Министерот за внатрешни работи најави и полициски возила пресретнувачи, опремени со мобилни камери кои ќе патролираат низ цела држава. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Во продолжение следува